ова издание. Американскиот државен секретар Мајк Помпео ја потврди континуираната американска посветеност и поддршка на суверенитетот на ирачкиот народ. Вселенските истражувања овозможуваат поглед кон површината на топењето на ледените гребени на Антарктикот. Ени Грифитс фотографирала ни 150 држави во светот, 45 години ја документира природата и собира приказни за жени. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Анета Шијакова. Американскиот државен секретар Мајк Помпео се сретна со министерот за надворешни работи на Ирак. Тој ја изрази американската поддршка за Багдад во време кога земјата се соочува со закани од терористичката организација Исламска држава. Премиерот на Ирак, Мустафа Ал-Кадеми, дојде во Вашингтон на прва средба со председателот Доналд Трамп и покрај серијата напади врз американски цели од проиранската паравојска во Багдад. Појавувајќи се заедно со ирачкиот министер за надворешни работи Фуад Хусейн, државниот секретар Мајк Помпео беше запрашен дали има распоред за намалување на контингентот од 5000 американски војници во Ирак. Помпео не одговори директно. Вистинскиот фокус е на заедничките напори на секој план, од економијата, хуманитарната помош, обезбедувањето и сите тие работи. На ирачкиот народ му треба тоа, зашто нивниот суверенитет зависи од континуираната американска посветеност и поддршка. Ние тоа го правиме. Помпео ја повика ирачката влада да направи повеќе за сузбивање на нападите на проиранската паравојска, истовремено ветувајќи повеќе од 200 милиони американски долари дополнителна хуманитарна помош. Државниот секретар исто така ја најави жалбата до Советот за безбедност на Обединетите нации против Иран заради непочитување на меѓународниот нуклеарен договор со цел да се вратат санкциите на Обединетите нации спрема Иран. Помпео беше запрашан како Вашингтон може да ги спроведе санкциите без поддршка на Советот, откако минатата недела ја отфрли американската резолуција за продолжување на ембаргото за вооружување на Иран. Треба да запаметите дека 2231 не е американски документ. Тоа е документ на Советот за безбедност на Обединетите нации. Има низа одредби, права и обврски и ние ќе бидеме во целосна согласност со тоа. Од тука очекуваме и секоја држава во светот да ги исполнува своите обврски. И среде притисокот Иран да се стави под казнени санкции, Джаред Кушнер, советник и зет на Трамп, во интервју за Гласот на Америка, ја остави вратата отворена за разговори со Иран. Стои понудата за средба. Председателот Трамп, знаете, повеќе мисли како бизнисмен отколку како политичар. Политичарите мислат на многу технички аспекти. Тие се плашат од средби. Председателот Трамп рече, јас секогаш ќе одам на средба, но тој нема да плати за таа средба. Но во телевизиско обраќање кон крајот на минатиот месец, врховниот лидер на Иран, ајатолахот Али Каменеи, рече дека Техеран ќе ја прошири својата нуклеарна програма и нема да преговара со САД. Некои експерти велат дека администрацијата на Трамп можеби се стреми кон успех во надворешната политика со Иран во пресрет на изборите во ноември. Ако некогаш за истражување на океаните се користеше брод, сега се користат сателитски податоци. Еве што има ново во областа на вселенските истражувања. 3, 2, 1, 0, Приватната вселенска компанија SpaceX лансираше уште една група сателити во вселената од Кейп Канаверал во Флорида, втора Starlink мисија месецов и 14 на SpaceX годинава. Беа вклучени 3 сателити за обсервација на земјата, наречени SkySats. SpaceX рече дека Falcon 9, кој ги носел овие сателити, поставил рекорд како прва ракета да комплетира 6 летови. Компанијата вели дека мрежата Starlink ќе обезбеди брз интернет до делови во светот кои не се покриени. Научниците во САД исто така изјавија дека анализирале 25 годишна вселенска база на податоци за да погледнат под површината на топењето на ледените гребени на Антарктикот. Сушил Адумисмили,
студира на Институтот по океанографија на Универзитетот на Калифорнија во Сан Диего. Обично, ако сакате да ги видите промените во океанот, тоа го правите со брод, но на Антарктикот, бидејќи океаните се по илјадници метри мраз, мора да користите сателитски податоци. Преку радари, научниците може да ги проучуваат податоците. Се работи за многу мал проток на енергија од сателитот, кој орбитира околу 400 мили над земјата, удира во мразот и се враќа. Ние го мериме времето за кое се пренесува сигналот. Колку побрзо звукот се враќа во вселената, толку мразот е подебел. НАСА финансираше студија што го пресметува топењето на ледените покривки од 94-та, произведувајќи вода која би можела да го наполни големиот кањон. А сега и за една од првите жени фотографи на Национална географија. Таа пропатувала низ 150 држави. Преку своите фотографии го документирала животот на жените на сите континенти. Ова е Камбоџа, кога децата гледаат како вода излегува од земјата за прв пат во животот. Ова е во Индонезија, каде жените гледаат како нивните деца страдаат од глад. Овие собирале сол, една од најтешките работи, што претежно е работат млади жени и деца, а тоа остава ужасни последици на нивните кревки тела. Ени Грифитс има илјадници фотографии од секаде во светот. Една од првите жени фотографи во познатото списание Национална географија, во 45 годишната кариера пропатувала 150 држави на сите 7 континенти. Од секогаш сметав да бидеш жена е предност за мојата професија. Влегов во фотоновинарството и потоа патував низ половина свет. Минав 5 години на разни проекти на Блискиот Исток. Многу аспекти од нивната култура се полово одделени. Мислам дека таков е впечатокот од западниот свет, но тоа е можност да се погледнат нештата од женски аспект. Жените кои влегле во фокусот на незиниот фотоапарат преживеале природни катастрофи, преселби, дискриминации, војни, епидемии и недостиг од храна. Но таа вели дека и покрај се, тие одржале традицијата во живот, одгледале деца, тагувале и едноставно го живееле животот. Ме привлекуваат приказни каде жените наоѓаат решение. Обично, кога работиме групно, доаѓаме до решение за нешто подобро. Таа верува дека жените не сакаат да бидат жртви и остануваат со надеж дури и при најтешки околности. Тоа е причината зошто Грифитс одлучила да формира добротворен проект Ripple Effect Images, со кого се финансираат програми за жени во земјите во развој. Идејата ја добила пред 9 години, кога видела податоци од Американската агенција за меѓународна помош и развој. 2 цента од секој американски долар за помош во странство оди за програми за жени. Значи 98% одат за програми на мажите. Разговарав со некои од најдобрите фоторепортерки во светот и се запрашавме зошто да не научиме нешто од жените кои ги запознавме низ светот. Тие објавија дека собрале над 10 милиони долари во првите 6 години. Значи, функционира. Кога сакате да направите поента, не разговарате за жените во Мароко, туку прикажувате жена од Мароко и ќе го видите сјајот во незините очи. Но Грифитс не се фокусира само на професијата. Таа е мајка на 2 деца и од самиот почеток се ветила себе си дека никогаш нема да бидат разделени повеќе од 2 недели. Повеќето од незините работни задачи ја окупираат повеќе од 3 месеци, но заедно со мајка им и незините деца посетиле десетици држави и се сретнале со илјадници луѓе. Патувам со мајка ми од времето кога сум бил во незиниот стомак. Бевме на многу интересни места. Ако треба да издвојам, Блискиот Исток секогаш ќе остане специјално место за мене. Во 2008-та Грифитс објави книга фотомемоар, наречена Фотоапарат, 2 деца и Камила. Зборува за тоа како да се постигне хармонија меѓу работата, семејството и целиот свет. Вие го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Гледајте ни утре во истото време. Довидување.